употребува пченкарно брашно, царевично брашно. Стави се вода у тенджер от 3 кг, половин вода и казоври водата се става сол. И стуриш пътичето брашно и направиш дупка на тенджерето водата и оставиш 1 сат фрие. И после 1 сат се бръка. Какво брашното трябва да види, има ли връзка? Има по-евтини, по-скъпи? Какво и да е. От Да. по-евтиното ние правим. Токава ние... Значи царевично да бъде изключило? Да. Добро. И туршичка с качамако, туршичка си извадат, патлизанчишки пиперки, Оти нема са расон. расонце още не е в тасала, ония сладок е добър с расони. С расони се става и червена подпечена пиперка. Туршията е готова, туршията се припрема за сокачамако. И може някой го яде с чуварки, някой с павлаче, някой с кисело млеко. Предроби и домашното с пиперка с патлиджана с туршичката. И яда много вкусно. Добро. Пиянецът е познат по ракия, а зимно време ракията често знае да биде греяна. Како се подготвува една греяна ракия? Што е потребно? Потребно е во гербе, се стават 1 до 2 ланици шекер. Да се добро шекерот стопи, се стави на огинот. Да се добро стопи. И? Да се стопи шекерот добро, да не загори. Добро убаво, така, се промеша помалце и чекаме да се стопи. И откако се шекерот стопи добро, че поцрвене, ќе почекаме малце, се става послаба ракија. Послаба ракија се става од 40 степени, за да по-сладка да биде, за пиење. Не се става од 50-ка. Посебно еве сега ќе ставиме од стара слива, мисло од джанките, джанка нашо викано, кој стави ќе се пробрака добро сега. Уште не е стопен шекерот. Треба се стопи добро. Кога се стопи шекерот, тогаш се става ракијата, не е стопен уште, се запржи и тоа се вика запршка. Запржена ракија со шекер. Значи, еве сега се стопи шекерот. Ја си тураме слабата ракија, по-слаба ракија. Еве. Ја изтураме и чекаме да зоврие. Мора да зоврие, за да не те боли после глава. Значи, убаво да зоврие, почне да пушта кламурчите, да зоврие и се после пресече со малце ладна ракија. Да не биде скисната, пошто може да бидат 2 чаши, 3, може да повеќе пијат, има гости, за да не скисне, се става малце ладна ракија. Или водичка може да ставиш манку и ја пиеш и ја конзумираш со качамако. Пред да почнеш да јадеш качамак, конзумираш во чашка. Сега ќе зоври, кад зоври ќе погледате. Добро стопи шекер. Лошо и глава да те боли од неја. Значи, чим преврие, врие добро, значи стопени шекерот, ја потргаш да се не запали. Покако зоврие, да биде пак топла, ја ставаш на крајот на печката и капнуваш малце ладна. Тоа се вика пресечена ракија, да те не боли глава и да не скисне никогаш. Значи може да ја пиеш и утре, но нема да биде сладка. Значи конзумираш веќе топлечка. Пред да почнеш да конзумираш од качамако, по една чашка ракија со туршија, мелем за душата. Месото е готово, значи? Да. И сега ќе почнеме да го качамако да го бркаме да се уработи. Чим се уработи качамако добро, стави се малко стине, правят се на тучички, така, и се стави да се подпече после малце. Качамакото е готово за бракање. Бркаме. Колко време се брка? Да се убаво грудки да нема. Значи тук е само водата што вриеш и брашното. Да оттурихме од водичката да не е ретунката. А сега ќе дотурим малко водичка и да се избрка убаво. Истата вода што вриеш?
Истата вода што вриеш. Кога знаете колку вода треба? Па кога се убаво... Да се работи добро. Кога убаво се уработи? Да. Чисто мајко може да капне водичка. А за тие нешто се ставали дука сега или после? Да, од месото, мрснината и вадиме тепсија и го тураме после време. Некоја викава на куме много ми се јаде качамак, а мрзеал тенџерето да измие. Рекол кумо, свари кумица качамак, па ја ќе доаќе го измија. Она сварила качамак, јала, чекала да тој кумо не дошел и си измила тенџерето. Што се прави? Кога се работи, ставаме мрснина малку тепцијата и вадиме со лажицата. Бркнеме у мрснината со лажицата и го вадиме у тепцијата. Дали овде целото пакетче од брашно? Целото, Колку отприлика? 2 кила? 1 кило е тука брашно и се свари убаво. Водата се после стави у друго тенџере, подсади да не е многу мек качамак, ако треба се дотура од водичката. Каде се дотура? У брашното кај го бркаме. Значи, колку чини ова јадење отприлика? Еве да речеме. Па това отприлика 6 души ќапнат. Значи 1 кило брашно, колку рековме цената? 20 динара това брашно. Половин килограм пафлак, Да. 170. И сега го напрскаме мрснина и го малку уситниме, Како мезе или како ручек повеќе? како ручек. Значи некои со чварки го оставаат. Некогаш, кога се немали леп, направат си качамак и се заситат и Како деца нешто и матеница некои. матеницата летно време. А сега со чварки Соли туши. И ручекот е готов, значи. ручокот готов да истуриме чварките и малку уредната и А, уредната мора малку. мора. Црвен пипер нешто до згоре ставали си? Не, Добро, ова е, може кој сака и повеќе месо или чварки, така ли? И зошто е корисен? Качамако? за здравето. Например, некој посебна придобивка? Од него не можеш многу да се најадиш, ама вика качамак до прака, ама е сладок за јадење. Убав. И Убаво се јаде месечно. Пошто е царевично брашно, пченкарно нема калории многу. Затоа има месото или чварките изедначено на некој начин, така ли? така. Сега, значи, Сега ти ставаме чварките тоест, во овој случај пафлакот, и така. Се става се попече малко. Малко го ставаме во грерната и готов за јадење. колку време у шкорето треба да стои? 10 на минути. За ракијата што се служи? Може во чашки, во филџан, да ама чашка може исто да не вака се напари и истураш јарачијата да не пукне чашката. Ако не се претера ракијата, зашто е корисно? Ракијата е корисна да те не боли глава, за желудник, за стома, зимовска да се напариш. Ама ако претераш, Ако нема, претерување нема. Ако претераш ќе паднеш. Ако претераш, јате на земјата. Ќе има силна жута, бела, жута, црна, па те бута. Утрен. По една чаша. е па на здраве. Фала. Ајде на здравје. Ајде, Благоверо, оди. Ајде на здравје. Ајде ќе тури качамак. Ајде на здравје, готов и качамакој. Поминаа 10 минути, значи. Ајде, ајде, на качамак дојдете и
Kad su onako ekstremno. И па, едно го пияничко яде.